Жестоки притисоци од владата за штрајкот во градинките. Повеќето градинки останаа празни, но некои сепак беа принудени да примаат деца. Вработените се жалат дека во дел од овие установи се бараат списоци на луѓе кои се приклучили на синдикалниот повик, а во други тие што имаат договорно определено време или се водат како хонорарци не штрекуваат оти се плашат да не бидат избркани. Повеќето родители покажале разбирање и не ги донесоа своите дечиња во градинка. Јас работам во градинката Мајски цвет во Карпош, во Тафталиџе моментално се наоѓаме. Значи најголем број од вработените се во штрајк. Има само одреден дел од вработените кои по одреден основ не штрајкуваат и поради тоа тие ги згрижуваат децата кои се денеска дојдени во градинка. Процентот за одзив е многу мал и сакам да укажам за тоа на голема благодарност кон родителите кои не поддржуваат во овој штрајк. Зад камерата на Алфа, вработени од градинките кои ги организираат синдикалните штрајкови, беа видно вознемирени и ни се пожалија дека трпат силни притисоци. Едно од нив не раскажа дека имала сериозни проблеми со директорката токму заради тоа што е дел од синдикалната организација. Слични проблеми има и во повеќе детски установи. Па така во Скопската градинка Пролет мораше да се појави и претседателот на општинскиот одбор на СОНК за да ги заштити своите колеги. Бевме да видиме каква е состојбата во градинката, како се развива штрајкот, дали има одредени проблеми со директорката, се надевам дека ги решиме сите проблеми. Имавме конструктивен разговор со директорката, така да очекуваме да немаме проблеми, штрајкот да се одвива позитивно. Да, во Карпош, во глобално има поддршка секаде. Нормално секаде има по некој штрајк брехер, тоа е нормално. Ама во глобално да. Најголемиот дел од родителите имаат максимално разбирање и благодарам на родителите и благодарам на колегите што се цврсто стојат на поле на штрајк. Само не го разбирам делот со заменски наставници што ова власт беше против него, сега исто го применува. Притисоците беа очекувани. Ако се земе в предвид дека Министерката за труд и социјална политика уште пред една недела им се закане вработените кои ќе штрекуваат дека ќе бидат заменети. Општината е должна. Директорите на детска градинка треба да се обратат до општините. Сите оние кои што ќе штрајкуваат да бидат заменети со кадар така што градинката мора да работи. Легитимно право е да се штрајкува, меѓутоа и по закон и по устав е дечињата да бидат згрижени. За ова неодамна предупреди и претседателот на синдикатот Јаким Неделков. Почнаа жестоки притисоци врз вработените во градинките кои ќе штрајкуваат од понеделник. Вработените во детските градинки се под голем притисок од страна на директорите на установите кои бараат списоци на штрајкувачи, ги заплашуваат со заменски работници, заплашување со откази, казни. Тој ја предупреди власта дека според кривичниот законник, секаков вид на притисок со кој се нарушува правото на штрајк е казниво, па дури е предвидена и затворска казна. Им најави на своите колеги дека адвокатите на СОНК ќе им пружат помош и ќе следуваат кривични пријави за сите кои се обидуваат да го попречат штрајкот. И вработените во градинките се приклучија на повикот за генерален штрајк на СОНК. Оттаму бараат усогласување на платите со законот за минимална плата, како и покачување на оние чии примања се под просекот. Тие велат дека родителите ги разбрале и дека своите деца во најголем дел не ги носат во градинка. Од синдикатите обвинуваат дека најголемите притисоци се вршат врз градинките и дека ќе поднесат пријава против секој директор кој што го попречува штрајкот. Иако синдикатите веќе долго време се обидуваат да се договорат со владата, постојано добиваа ветувања за нови средби и повици за диалог, но без разврска и решенија за предизвиците со кои се соочуваат, поради што се очекува штрајкот да продолжи се дури не се постигне договор.